Полека, но сигурно, надуениот балон околу електричните возила се издишува. Повеќето големи компании ги ревидираат своите планови за потполна електрификација на моделите и го најавуваат водородот како решение за идните еколошки погони. По Volkswagen сега и Mercedes најавува дека ќе ги преиспита своите планови за електрификација и развој на новите платформи за своите големи електрични возила ги откажува. Америка и објавува економска војна на Кина. За електричните возила произведени таму воведе царина во висина од 100% од влезната цена. Групацијата Stellantis не сака да се бори со кинезите и објави дека ќе стане дистрибутер на Leap Motor. Денеска ќе дознаете кои се најкрадените возила во Јапонија. Добро дојдовте во новата епизода. Минатиот викенд помина во знакот на Порше. Порше Центар Скопје повторно беше домаќин на караванот Сочинет, овој пат од 5 модели на својот принципал. Во понудата на Порше се подготвуваат многу новини кои допрва ќе бидат лансирани, па оправдано е што флотата на одржаниот Порше Road Tour беше со веќе докажаните модели. Овие настани се своевиден спектакл. Звездата на караванот Сочинето 911 Turbo 4S, 911 Targa 4S, 917 Boxster и Macan 4S беше новиот Cayenne Coupe Turbo Hybrid 4S со спектакуларни 740 коњи. Петте витези ги покажаа сите своји карактеристики и доблести. Секој од нив изобилуваше со сила. Најслабиот имаше 350, а најсилниот 740 конски сили, но секој поединечно повторно не увери во супериорната техника на Порше. Извозените 150 км беа проткаени со задоволство и уживање во возењето. Посакуваме следниот Порше Road Tour да се случи што поскоро и со нетрпение го чекаме. Често слушаме дека автомобилите во Сингапур се многу скапи, па затоа кога налетавме на веста дека таму започнала продажба на новиот BMW X2, решивме да провериме колку тој чини. Според официјалниот ценовник на увозникот на германската марка, малиот кросовер, кој има 1,5 литрен трицилиндричен мотор со 122 конски сили, стартува од 253.000 сингапурски долари, што е неверојатни 173.000 евра. Слаба утеха е неговата богата опременост која очигледно купувачите таму ја ценат, бидејќи BMW лани има продадено околу 3400 возила, најефтиното за 140.000, а најскапото дури за 650.000 евра. Причината за ваквите енормни цени е што градот држава е пренаселен, зафаќа за 30% поголема површина од Скопје, а во него живеат 6 милиони луѓе. Затоа и бројот на автомобили е ограничен и за да се купи треба прво да се обезбеди право за поседување. Сертификатот за тоа кој важи години се купува на аукција, а неговата цена постојано расте и сега се движи од 70 до 100.000 евра во зависност од големината на возилото. Плюс на тоа, високи се и царината, даноците и другите давачки кои стартуваат од 130% од увозната вредност на автомобилот.
Во сета рашомонијада на европскиот пазар и General Motors сака да ги омрси мустаките. Компанијата која пред повеќе години целосно се повлече од сите активности што ги имаше тука, лани одлучи да се врати со електрична гама возила. Како протагонист беше избран Cadillac, кој својата работа ја започна во Швајцарија. Според стратешките планови сега дојде време за освојување нови пазари, при што први ќе бидат Шведска, Франција и Германија. А таму Cadillac ќе се спротистави на домашната премиум тројка со Lyriq, кој е единствен модел во понудата. Тоа што чини 80.000 евра, што е за преку 1/3 повеќе отколку во Америка, не ги пореметува плановите. Исто и што за првите 3 месеци годинава до душа само на еден пазар, Cadillac има продадено 27 возила. General Motors сепак верува дека кросоверот со 520 конски сили и автономија од преку 500 километри ќе биде достоен представник на нивните идеи каков треба да биде еден електричен автомобил наменет за европјаните. Нам не ни останува ништо друго освен да им посакаме среќа, која навистина ќе им биде потребна. Можеби клучот лежи во директната пред се онлайн продажба наместо преку традиционалната мрежа дистрибутери. Кој знае? Во обидите да се пронајде себе си во овие тешки времења, Астон Мартин дојде до сулуда идеја да направи теренет што би го отсликувал духот на легендарниот Lamborghini LM002, кој одамна ќе отидеше во заборав да не беше толку единствен. Тој во своето време ни одалеку не оствари некој комерцијален успех, но остана запаметен во историјата како еден од најоригиналните теренци. Токму тоа е поентата и на британската компанија, која сака да искористи механиката на сега веќе слабо продаваниот DBX и на неговата основа, но со сосема оригинална каросерија да го сврти вниманието на автомобилскиот свет кон себе. За тоа сепак ќе му треба и моќен агрегат кој компанијата го има, но сака да го испрати во пензија. Секако зборуваме за V12 машината која без ваков автомобил не би бил можен. Што ќе се изроди од идејата никој не може да знае, но сите добро знаеме дека со еден ваков модел Астон Мартин наново би се запишал во автомобилската историја. Неофицијалните информации говорат за серија ограничена на 2500 скапи примероци, која единствено би била можна со V8 мотор од AMG, можеби и хибридно засилен, но тоа дефинитивно не би било она што треба. Најконзервативниот производител на возила во историјата, Морган, се реши на револуционерен чекор. Го ангажираше студиото Pininfarina да го креира нивниот најнов производ. Италијанските мајстори на занаетот, како што само тие знаат и умеат, ја почитуваат традицијата на британската мануфактура и создадоа дело за кое никој на прв поглед не може да каже дека е современ автомобил. Затоа и неговите вистински вредности ќе ги осознаваат само филигранските љубители на автомобилите кои за него ќе платат по околу 200.000 фунти. Наречен Midsummer, овој модел е чудна дизајнерска и технолошка комбинација. Базиран на Morgan Plus 6 серијата, има алуминиумска шасија со дрвена рамка и каросерија за чии панели се потребни околу 250 работни часа за изработка. Механички гледано, сепак, ретро-родстерот без ветробранско стакло и покрив не заостанува за денешницата и има бројни модерни компоненти. Според одговорните од Морган, тој е тежок околу 1 тон, што гарантира одлична динамика и управливост. За тоа ќе се погрижи 6-цилиндричниот BMW мотор со своите 340 коњи спарен со 8-степен автоматски менувач. Потенцијално, тој ќе му обезбеди забрзување до 100 на час за 4 секунди и максимална брзина од 260 км на час. Но тоа ќе го испробаат само 50 веќе избрани сретници, колку што ќе може да го купат ова британско-италијанско автомобилско ремек дело.
глас на разумот или промашени деловни очекувања. Што и да е, реалност е дека и Мерцедес го забавува темпото на електрификацијата кое според зборовите на одговорните во Штутгарт во иднина ќе биде одредено од пазарните услови и желбите на клиентите. Така, всушност, од секогаш и требаше да биде, но isforsираниот политички притисок доведе до фрлање на милиарди на технологии кои ни оддалеку не може да ги вратат вложеното. За да не биде така и понатаму, Мерцедес го запре развојот на новата платформа наменета за големите електрични модели кои требаше да бидат готови за втората генерација на EQS и EQE некаде до 2028 година. Место неа ќе се продолжи со усовршување и дополнително рафинирање на сегашната механика. Финансиските аналитичари проценуваат дека со тоа ќе бидат заштедени помеѓу 4 и 6 милиарди евра. Оваа одлука потврдува дека Мерцедес нема да може да ја оствари целта до крајот на деценијата да стане марка која нуди само електрични возила на пазарите каде тоа е можно, пред се Европа и Америка. Проценките сега се дека дотогаш само половина од продажбата ќе бидат електрифицирани автомобили, вклучувајќи ги и плагин хибридите. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408, со дизајн кој завидува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Сигурно имаш прашање. Како? Како можеш да поминеш 400 километри за само 300 денари? Размислуваш? Се обидуваш да веруваш. Со Volkswagen ID3, ID4 и ID5 ги имаш сите одговори. Денес техниката прави чуда. Електричното станува неверојатно привлечно. Одбери Volkswagen ID и доби пакет за 30 бесплатни полнења на турбополначите во Porsche Македонија. Volkswagen. Porsche Македонија. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Метрополис, број 1 радиомрежа. Со цел да ги заштитат своите автомобилски производители, западните држави воведуваат заштитни царини за возилата произведени во Кина. Тука предњачат Соединетите Американски држави кои воведоа дури 100% царини за возилата произведени таму. Додека Европската Унија за кинеските возила царинските стапки ги задржува на 25%, Stellantis се одлучи за поинаков пристап и се уортачи со Leap Motor. Идејата за заеднички европски одговор за одбрана од кинеските електрични возила со заеднички развој и производство на европските марки по примерот на Airbus пропадна, откако Volkswagen и Renault ги прекинаа преговорите за заедничко мало електрично возило кое би чинело помалку од 20.000 евра. Додека Европа калкулира, Америка реагира. Превентивно, но остро, царините за увоз на кинески електрични возила се зголемуваат за 4 пати на драстични 102,5%. Ваква е одлуката на администрацијата на председателот Бајден, кој патем кажано во ноември го чекаат избори за втор мандат. Иако во моментов во Америка практично ниту едена кинеска марка не е присутна на пазарот, ќе бидат засегнати сите возила произведувани во Кина без разлика чиј амблем носат.
Претходно пак, американците извршија притисок на Мексико, со кој имаат договор за слободна трговија, принудувајќи ги да престанат со сите субвенции и бенефиции кои тамошната влада широкоградо ги нудеше на кинеските компании. Официјално, причината за зголемувањето на увозните давачки е нефер трговската пракса на кинеската влада, која го поддржува растот на тамошните производители на сметка на другите. Сепак, сосема е јасно дека за сето тоа стои намерата да се заштити домашната индустрија од евентуална агресија на ефтини електрични возила. Истовремено, сепак ќе се создадат и нови проблеми, бидејќи царините се зголемуваат и за челикот, алуминиумот, полупроводниците, литиум-ионските батерии и компонентите за нив, како и за соларните панели. Критичарите уште предупредуваат дека со оваквите и слични мерки индиректно ќе бидат казнети и домашните компании кои делуваат во Кина. Земајќи го примерот на Европа, тие наведуваат дека половината од сите електрични возила од Кина кои доаѓаат на стариот континент всушност се произведуваат во компании контролирани од Запад. Како и да е, поуката од целата оваа приказна лежи во фактот дека во моментов 36% од кинескиот извоз на електрични автомобили се пласира во Европа, а во Америка само 1,1%. Треба да се знае и дека Кина го царени увозот на возилата произведени во Америка со 40%. Ако не можеш да ги победиш, искористи ги или во овој случај продавај ги. Тоа е ревидираната поговорка која Stellantis ја применува кога се во прашање кинеските електрични возила. Имено додека цел свет смислуваше начин како да се одбрани од престојната кинеска агресија, Stellantis лани есента за 1,5 милијарди евра откупи 20% од акциите на малку познатиот производител Leapmotor и што е поважно, се обезбеди со правата да ги продава нивните возила. Првите конкретни чекори од тогаш најавено веќе се на повиток. Од септември возилата на оваа марка ќе бидат пласирани на 9 европски пазари. Дека не се работи за моментално искористување на ситуацијата сведочат неколку работи. Прво, за разлика од сите други кинески производители кои се пробиваат на пазарот, меѓу државите во кои Leapmotor ќе стартува ќе бидат Романија и Грција. Тоа кажува дека Stellantis има прецизна комерцијална и индустријска стратегија и уште сега ќе ги испитува можностите за пласман на помалку атрактивните пазари. Второ, може би и побитно е што еден од моделите кои први ќе започна да се продаваат е градското T03, кој ќе се монтира во Полска. Со својот електромотор од 100 конски сили и автономијата од 265 км ќе ги задоволи потребите на бројни, сега неопфатени купувачи, кои сигурно ќе ги привлече и со цената. Вториот модел е кросоверот C10, кој ќе настапува како поевтин опонент на Tesla Model Y, а до 2028 ќе следат уште 4 други. Најбитното е што Stellantis нема да се ограничи да го застапува Leapmotor само во Европа. Веќе до крајот на годината присуството на марката ќе биде расширено и низ Азиско-Пацифичкиот регион, на Блискиот Исток, во Африка и Јужна Америка. Планот предвидува 200 продажни места, кои до 2026 ќе нараснат на 500. Како што се чини, од ова можеби ќе се изроди ново ниво на глобална интеграција на кинеската автомобилска индустрија. Практично уште не започнати преговорите меѓу Volkswagen и Renault за заедничко електрично возило по цена под 20.000 евра се прекинати. Иако и двете компании скоро целосно се затворени за информации околу тоа, се дознава дека причината лежи во германската страна која се премислила и решила сама да тргне во развој на такво возило. За тоа има и добра основа. Тоа би било пласирано од 3 марки од групацијата, за разлика од француското кое би
можело да осамне подознаките на две. Од друга страна пак Рено е во предност заради своето подолго електрично искуство и веќе постоечкиот Dacia Spring. Не треба да заборавиме ни дека Рено има електрична верзија на Twingo кој беше полузаеднички производ со Мерцедес, а токму неговата идна генерација која веќе е најавена била камен на сопнување. Германците добиле впечаток дека нивниот автомобил би бил само верзија на Twingo, која би се произведувала во погоните на Рено, што не им се допаднало. Ако не дозволите да шпекулираме, вистинската причина сепак лежи во различниот бизнис менталитет на двете страни, кој првиот човек на Рено, Лука Де Мео, многу добро го познава, бидејќи со години работеше за германската групација. Тој е поборник на идејата за паневропски електрични автомобили настанати за одбрана од кинеската конкуренција со заедничка соработка на повеќе компании, додека пак германците традиционално се ослонуваат главно на сопствените можности. Како и да е, времето во неповрат тече, а со него и пропуштените можности. Но со оглед на ваквиот развој на настаните за краток период треба да очекуваме нови возбудливи вести за пристапната електромобилност како од Рено, така и од Volkswagen. Рено Рафал е кросовер од средната класа. Сега доби адекватно на името одговарачка сила и погон. 300 коњи добиени благодарение на приклучен хибрид, погон на сите тркала и автономија до 1000 км со полн резервоар и батерија. Рафал беше представен минатото лето, но единствениот модел достапен при лансирањето беше со погон на предните тркала, 1,2 литарски мотор кој испорачуваше 200 конски сили со помош на два електрични мотори, еден стартер генератор и втор сместен во менувачот. Дуото стана трио со додавање на уште еден мотор на задната оска кој произведува 100 киловати. Така е добиен погон на сите тркала и вкупно 300 конски сили. Дополнителниот мотор се храни од батерија од 22 киловат-часа која испорачува доволно струја да се поминат 100 километри. Тоа овозможува вкупна автономија на возилото до 1000 километри. Батеријата може да се наполни до 80% за 130 минути или целосно да се ревитализира за 2 часа и 55 минути. Направените измени допринесоа и за динамичните својства. Спринтот од стоење до 100 км на час сега изнесува 6,4 секунди, што е за 2,5 секунди побрзо во споредба со изведбата со погон на предните тркала. Купувачите на Рафал и Тек 4x4 може да бираат две нивоа на опременост. Ознаката Esprit Alpine нуди мноштво спортски стилски знаци на тема перформанси, вклучувајќи брендирани патосници и тркала од 20 инчи, додека верзијата Atelier Alpine се испорачува со Satin Summit Blue боја на каросеријата, звездено црн лебдечки спойлер и 21 инчни тркала Chicane. Од благодетите што не се гледаат, Atelier Alpine има адаптибилна суспензија која користи камера за да го скенира патот и да им каже на амортизерите за што да се подготват. Овие автомобили од врвната класа доаѓаат и со 3 поставки за контрола на каросеријата и со кои се дотеруваат амортизерите и аголот на задните тркала. На пазарот Renault Rafale и Tech 4x4 Alpine ќе се комерцијализира во септември. Обидите да се заштитат пазарите со високи давачки од наездата на кинески возила се интензивни, но тоа не ги возбудува многу тамошните производители кои се настојчиви во своите напори да доминираат на светскиот пазар. Својот прв пикап BYD Shark го представи во Мексико и од таму планира да се префрли северно. Од Детройт доаѓа веста дека Форд на електричниот Mustang Mach-E подготви рели издание со 480 коњи и ќе чини околу $60,000, цена по која се продава неговата основна верзија во Европа.
Провокациите не се непознат терен за кинескиот BYD, но и без нив компанијата, која до пред деценија две никој не ја сваќаше сериозно, дури и се подсмеваше, успеа да стана сериозен глобален играч во автомобилската индустрија. Затоа и сега со представувањето на пикапот Shark, реакциите на вистинските познавачи на приликите во автоиндустријата се благо кажано воздржани. Во моментов неговите карактеристики воопшто и не се битни. Она што боде очи е дека е представен во Мексико, истовремено кога Америка најави воведување на 100% царина на кинеските електрични возила. BYD има сериозни планови за отворење фабрика таму, што ќе му овозможи елегантно да ги заобиколи американските протекционистички мерки, но производството на овој пикап барем за почетокот ќе биде во Кина. Не е директен конкурент на атрактивните за американците Ford F-150 и Chevrolet Silverado, но секако ќе ги замати сметките. Почива на крута шасија, има брутален дизајн и кабина со 4 врати, а ќе биде понуден само во верзија со едно меѓеоскино растојание. Но она што е најбитно е дека тој не е чисто електрично возило, туку плагин хибрид опремен со 1,5 литарски бензински турбомотор, кој главно работи како генератор за струја за двата погонски електромотори. При повисоки брзини може да се поврзе со погонските тркала и да го движи возилото. Располага со максимални 430 конски сили, а автономијата што ја обезбедуваат литиум железофосфатните батерии се уште не е прецизирана. Не се ни цените, но со голема доза на веројатност може да се предпостави дека ќе се движат од $40,000 нагоре. Се на се, овој пикап е олицетворение на тоа зошто американските производители на автомобили се преплашени од кинеските марки. За малку да ја зачини продажбата на Mustang Mach-E, Ford неодамна лансираше негова посебна верзија дозначена со зборот Rally. Сега пак, кога дојде време купувачите да ги положат своите депозити, компанијата направи посебна рели патека за да ги покаже низините вистински можности. На неа на вистински начин може да се види што може лутиот електричен кросовер кој треба да ја оправда својата цена од $60,000. Направени се неколку надградби, вклучувајќи ги ревидираното ослонување повисоко за 25 мм, засилената заштита на подвозјето и специјалните сјајно бели тркала од 19 инчи со посебни пневматици кои може да се справат со неасфалтиран терен. Додаден е и посебен режим на возење наречен Rally Sport кој овозможува адреналинско пролизгување низ свиоци, полинеарен одговор на притисокот на педалата за газ и поагресивни поставки за амортизацијата. За да бидат сигурни дека го направиле вистинското, планерите на Ford го подложија овој Mustang на интензивен тест, симулирајќи негова 10-годишна нормална експлоатација. Доколку ве интересира, Ford Mustang Mach-E Rally има два електромотора со 480 конски сили кои му обезбедуваат спринт до 96 км/ч за 3,4 секунди, а батериите автономија од 426 км. Испораките на Mustang Mach-E Rally ќе започнат при крајот на годинава, но ќе бидат ограничени само на Америка. Времето на годишни одмори се наближува, а камперите ќе бидат позитивно изненадени од новата приколка изработена од американскиот Боулус. Во 7,7 метри должина сместени се сите удобства и повеќе од потребните за модерните номади. Но пред да видите какви чудества овозможува приколката Rivet, ви подготвивме прилог за јапонските кратци на автомобили. Еве кои возила се најпопуларни за крадење во земјата на изгри сонцето.
Автомобили се крадат секаде низ светот. Пред некое време известивме за фрапантните бројки дека за 2 месеца во Лос Анџелес се украдени 90 возила само од моделот Chevrolet Camaro. Сега дознаваме уште пофрапантни, ама суштински спротивни податоци за кражбите во Јапонија. Имено тамошните крадци имаат далеку пософистициран вкус од американските и според Јапонската асоциација на осигурителните друштва најкраден автомобил лани беше Toyota Land Cruiser. Моќните карактеристики на легендарниот теренец можеби и го оправдуваат непопуларното прво место, ама второто создава тотална конфузија. На него е големиот моноволуменец Alphard, исто на Toyota. Но изненадувањата не завршуваат тука. Неговиот близнак Velfire, кој е поспортска алтернатива на возилото, кое кај нас никој не би го ни погледнал, е на 7-то место. Всушност, на првите 9 места се само модели на Toyota и Lexus, од останатите Mercedes е на 10-то место, но не е наведено за кој конкретен модел се работи. Како и да е, податоците велат дека возилата на германскиот производител за јапонските крадци биле 11 пати помалку атрактивни отколку Toyota Land Cruiser. Но ова не е се. Најзапрепастувачка делува вкупната бројка на украдени возила, која во Јапонија лани достигла само 2600. Ако знаеме дека таму има повеќе од 80 милиони возила, тоа би значело дека ако кај нас е така, во Македонија годишно би се краделе се на се по 14 автомобили. Можеби и помалку, бидејќи Land Cruiser не е толку чест на нашите улици. Чудни сме ние луѓето. Кога стигнеме каде и да се најдеме, секогаш со полна уста се фалиме колку ја сакаме природата, но истовремено не се откажуваме од благодетите што ни ги носи цивилизацијата. Оваа наша особина некои многу добро знаат да ја искористат, како што е легендарниот производител на камп приколки Bowlus, познат по своите аеродинамични алуминиумски конструкции. Најновиот модел на американската компанија, наречен Rivet, дури и го надминува комфорот на нашите домови. Во оваа приколка се вградени децениско искуство и следење на навиките и желбите на камперите кои сега нели мечтаат за недопрената природа. Затоа и за неа велат дека е теренска камп приколка, бидејќи има сопствен електричен погон со кој со помош на далеченски управувач може самата без возило што ја влече да се постави на најатрактивната позиција. Иако најмала од трочленото семејство на Bowlus, таа е најцврсто конструирана за да може да издржи теренско патување, овозможено и со комплетот за нејзино подигнување на 8 см. Долга е 7,7 метри, има внатрешност од тврдни материјали и куп интересни можности, а батериите од 8 киловат-часа се полнат со соларна енергија. Уживањето во животот нема цена, но оваа приколка има и таа изнесува дури $165,000. Слободата на движење и престојување во природата има висока цена. Доколку немате $165,000 да ја купите приколката Bowlus Rivet, не очајувајте. За истите пари може да си купите пристојна куќа на море. Се гледаме следната сабота.